sve zakojne se збуди. Читувани гледачи, добра вечер. Музичарот, рок-пејачот, текстописецот и композиторот Горан Таневски е уметник кој остави голем трак на македонската музичка сцена. Вокал во групата Миза, а особено највлијателен во југословенските простори. Тој е еден од имињата кој го поврзува алтернативниот рок на македонската музичка сцена. Останете со нас, за да се запознаете со овој уметник. Господине Таневски, добар ден. Добар ден, нека е. Која чест еве да ве најдеме во Штип денеска токму во ова време? Па еве ги завршуваме подготовките за промоцијата на првиот албум од трилогијата. Првиот албум е под име Асент или Вознес на македонски. Така да во овој објект Попај, кафе Попај, договараме и подготвуваме, значи, она што ќе се случи 21 декември. И она изборот на оваков простор во Штип, што се вели, е пред се од оној традиционализам кој што кај мене е на некој начин вроден или поинаку и не можам да размислувам во институционален простор каде што знам дека се собираат луѓе кои што слушаат и ја ценат музиката. Така да не ми е потребно нешто друго освен луѓето кои што разбираат што слушаат. Песната ја представувате преку рок музиката, на различен начин, во различен период од еден живот. Може ли детално да не откриете помалку од се? Па вака сега, ова е, значи, прв албум од трилогијата, што е веќе подготвена, но публиката ќе може да од година во година да се среќава со изданијата. Значи, Асент е трилогијата е наречена Среќен сум дури и без себе. Со тоа што раскажувам за својот живот на еден поинаков начин, бидејќи мојот концептуализам во животот, на кој без кого и не можам, концептуалното размислување во живот, е всушност раскажување и отсликување на она што го кажуваш. Првиот албум е Младоста. Значи, затоа е Вознесот, каде што чувствуваме дека светот е наш, но на еден многу поинаков начин, со интуиција, срце и, како што реков во едно интервју, орган што се наоѓа подолу од папакот. Вториот албум е Мор, што раскажува средните години, каде што мислиме дека можеме да фатим, да постигнеме се во живот. Всушност тоа се годините после 33-та, каде што човек навистина почнува да станува свесно битие и да размислува на еден многу поинаков начин, но ја нема таа мудрост што ќе ја стекнеш дури во зрелите години, за која раскажувам во третиот албум Среќен сум дури без себе, значи истоимениот како и трилогијата, каде што расчистуваме со егото, она пријатно его што го имаме во себе, а не его трип, што некој би можеби помислил, бидејќи его трип си е его трип. Така да, низ таа трилогија сакам да го раскажам на некој начин своето патешествие во животот и моите размислувања. Значи, дали тоа биле од младешкиот период, кој што приметив дека не се разминуваат со денешните размислувања, што значи дека во нашето општество ништо се нема сменето од мојата младост, туку едноставно пренесувајќи ја пораката и размислувањата на нашите или тие кои што ќе бидат заинтересирани да го слушнат албумот и албумите, која е нашата насока, кој е моето размислување за нашата насока, бидејќи одговори има во сите песни. Како доаѓате еве до текстовите, кој ги формира самите текстови и аранжмани на самите песни? Целосен автор на албумот сум јас, соработувајќи со прекрасни луѓе, како што се Марија Каева, текстопис, се јавува како текстописец,
Понатаму Александар Русјаков, што напиша текст за песната Сонце, и глумицата наша дива Јана Стојановска, која исто така учествува. Мене ми е криво што таа соработка не се продлабочи, но среќен сум поради она што го остави на овој албум. Така да не едноставно она што го оставија тие луѓе всушност беше еден голем допир, значи со мојата младост, барем за првиот албум. Се надевам и сакам таа соработка воопшто со разни текстописци, доколку најдам да едноставно се најдат и на вториот и на третиот албум, така да тоа би било прекрасно, бидејќи од секојаш сум сакал соработка со луѓе. Да објаснувам зошто целосно го поставив албумот како таков и па да речам тешкотијата да луѓето ме разберат. Затоа се и мал број на гости, значи пред се гитаристи, како што се Денко Матевски, Марко сега ќе ми се налути Марко Леле, ми застана мозок, се извинувам, Благој Цилаков, тројца гитаристи, Оливер Китановски од Струга, Сашо Кленко како басист и гитарист, прекрасен гитарист. Така да имав соработка со луѓе од цела Македонија. Марко Цветановски. Леле, кога ти е некој најблизок, знаеш, тогаш него го забораваш. Имав соработка со повеќе луѓе, повеќето гитаристи кои што секогаш сакам таа синергија, знаеш. Тие луѓе на некој начин се најдоа во таа синергија и предизвика да она што сакав да го представам биде само потполнето. Прогласени сте и еден меѓу 100 рок музичари. Па што означува тоа за вас? Највлијателен вокал во историјата на светскиот рок. Да, знаете, кога тоа никогаш не сум го спомнал јавно, но не е тоа спорт. Не е тоа спорт, па сега имате медала. Работата е веценат или невеценат. Вие можете да бидете и Никола Тесла. Значи, ако луѓево не ги интересира ништо, бадијала вие се. Така да јас мислам дека само верувам, доколку луѓето допрат до овој албум, дека ќе разберат многу повеќе. Каде се настапувате досега и одсега, каде се имате планови? Не инсистирам на никаков настап. На 30. мај ќе работам голем концерт во Скопје, значи за 40 години Горан Таневски, каде што ќе бидат представени и новиот албум, старите песни, значи од Мизар, одбрани песни од Мизар, и промоција на вториот и на третиот дел на песни, значи од вториот и третиот албум, кои што од февруари месец верувам дека ќе почнат да се вртат и по радија, бидејќи тоа е мор. Значи, тоа се хитови, тоа се она што човек сака повеќе. Дали некој бара цвет? Од кај да знам? Зошто душа бара сон? Колку во Штип квалитетот знае да се процени помеѓу слушателите? Колку ви значат штипјани? Како не ми значат Штипјани? Па Штип 80-тите години јас го паметам како град кој што не толерираше, туку ценеше. Значи, имав прекрасни контакти со луѓе најнормални, за разлика од други, од Скопје, например, каде што доколку си звезда, те бегаат од тебе, а во Штип всушност те ценат на еден друг начин, на еден многу пристоен начин, така барем беше. А од друга страна и луѓето што помогна за оваа промоција и за промоцијата низ Македонија се токму луѓе од Штип.
Значи, многу им благодарам, тие луѓе ќе ги чуете и на промоцијата, и на самата најава, и на самото, и да напоменам уште нешто, да, ќе има CD-а во многу ограничен број, значи за Штип се 15 CD-а одредени, бидејќи тоа е повеќе символично, тие не се за продажба, туку ќе бидат дадени на луѓе кои што ќе бидат донатори. Значи, тој што ќе донира, минималната цена ќе биде, мислам дека околу 500 денари, тие што ќе донираат, значи не купуваат, туку донираат. Може 1000, може 2, може, зависи кој колку е расположен. Значи, што е целта? Целта е со примерот на луѓето од Штип, што направија да се промовира целава оваа работа, всушност докажува само дека треба сите еден на друг да си помагаме и да се цениме. Доколку го цениш некого, помогни го. Зошто да не? Мислам, ќе правиме повеќе работа. Музиката сама по себе е уникатна. Колку бара одговорност кога станува збор еве во секојдневието? Доколку имате одговорност кон себе, нема да размислувате за одговорност кон другите. Така да, доколку сте добри кон себе, ќе бидете добри кон другите. Доколку размислувате за себе, размислувате и за другите. Ова е рефлексија. Рефлексија која што ние живееме. Ние живееме. Рефлексија која што се рефлектира од тебе, од него, од сите околу, значи. Зависи кој како го допре. Но да те допре нешто, ти не смееш да бидеш затворен. Така да, не може да те допре некој низ затворена врата. Дали денес младите слушаат еве ваква музика? Жал ми е се она што го следам, жал ми е и не би сакал да го коментирам, бидејќи многу погрешно ќе ме разберат. Но жал ми е. Ако е тоа доволен збор, жал ми е. Но еве кога станува збор самиот израз на вашиот стил на музика, како вие го гледате кога слушате еве младите во која насока одат? За мојата музика ќе кажат критичарите, ќе кажат луѓето што ќе ги допре. Ќе кажат луѓето кои што знаат што е музика. Но јас не сум музички критичар да кажам што слушаат младите, но ќе речам уште еднаш и мислам дека тоа ќе звучи многу по-приемчиво. Жал ми е тоа што го прават младите денес. Кога настапувате, дали сте настапували надвор од државата некогаш и како тоа ви навраќа сеќавање ден денес? Беа многу концерти порано. Zajde, sonca zlatno, zajde vokadine, pred tebe sonca, pred tebe sonca. Значи, кога те имаат и во таа некоја си бивша држава, како те имаат како звезда, како прогласувано за најдобар пејач, за најдобар фронтмен. Гледај, работата е во тоа што мене тоа не ме допирало. Никогаш не ме допирало. Зошто? Ја имам свој живот. Сакам да кажам она што или да направам она што сакам да го направам. Дали тоа се допаѓало некому или не. Всушност, сите тие идеи, остварувања, музика ли било, дали било материјални работи и така натаму, тоа ќе се каже историјата. Колку во Македонија, како вас уметниците, тогаш се почитува и беа важни за самата држава? Знаете, да почитуваш некого, ние можеме да се дружиме, ние можеме да бидеме со сите блиски.
Што е почитување? Почитување е доколку купиш карта за концерт, доколку учествуваш во, издвоиш средства за да купиш некој CD или не знам сега какви се формите дигитално и така натаму, доколку е свеста кај нас дека со тој гест ти помагаш на тој музичар да продолжи да работи, знаеш, а не да се вработи во државна фирма. Што звучи па трагично. Па, а кој не е вработен во државна фирма? Тоа е тоа. Покрај еве целиот ангажман кон музиката, дали во слободно време се занимавате и со друго или пак и слушате и друг стил на музика? Со колку работи не се занимавам. Со колку работи се занимавам. Мислам, јас живеам во рурална средина, веќе 9 години, значи го напуштив Скопје пред 9 години, така да живеам во регионот на Богомила, тоест општина Чашка, и поминав се и се што во тој период, а да не зборуваме за претходниот период, бидејќи многу малку луѓе знаат што сум работел, благодарејќи на луѓето со кои што сум соработувал, бидејќи го држат јазикот за заби, не го спомнуваат тоа. На некој начин можеби сум као забранет за спомнување. Но си го пронедов својот собствен живот, својата собствена насока и едноставно се повлеков. Се повлеков од целата таа хипокризија која што го нагризува нашето општество, посебно Скопје, а гледам за жал и многу помалите места, каде што она што треба ние да го извадиме од себе е злобата. Злобата не нагризува ужасно. Престанеме да бидеме злобни едни кон други, туку повеќе да се цениме, повеќе да се смееме, повеќе да се шегуваме. Дури и сарказмот е здрав. Сарказмот е дури и најздрава работа, како што и како што го употребуваме и во текстовите. Значи, едноставно е тоа. Одиме понатаму. А со што се занимавате кога сте на самата Богомила? Што има на Богомила, што еве вас на еден начин праве свој на своето? Зборам за регионот, вие ништо не знаете за мојот живот, така да и го огромен дел од публиката, огромен дел, дури никој. Значи, зошто? Затоа што се повлеков целосно од медиумите, едноставно не настапував, не давав интервјуа мноштво, повеќето дури интервјуа ги давав и за надвор. Значи, се занимавам со... Знаете што? Ние, луѓето се дел од природата. Тоа го забораваат кога живеат во град. Но нешто кога се чувствуваат нервозни, тоа значи дека треба да се вратат назад, да се вратат во природата. А природата е прекрасно нешто. Мислам, тоа е промената. Промената не ви е балконот, терасата, не ви е улицата, не ви е сивилото на градот. Промената е природата. Што се случува секојдневно. Денеска сме, да не отвараме тема, ама заробеници на наметнато, као убедени дека брзо живееме, у суштина колку споро живеат луѓето, тоа е чудо едно, мислам. Тоа е таа замаеност со небитни работи. Занимавајте се само со битни работи. Тоа од една страна, од друга страна знаеме дека и ни се губи некако и вредноста на македонецот сам по себе. Какво ви е мислењето еве од аспект и на другите сфери во државата, дали се почитува се доволно, па и од младите? За некој да се почитува, потребно е домашно воспитување, основна култура, домашна култура пред се, па основна култура. Мислам дека и не ме разбира тоа што го зборувам, бидејќи тоа е толку занемарено, толку е тргнато во некој си ќош или под тепих, под черга, да никој не размислува за тоа. Тоа не доведе до ова се. Например, ние нарекуваме денеска македонска народна музика ова што ни го продаваат како најблјутава работа, што нема врска со македонска.
Ние не знаеме што е македонско. Не знаеме. Поима немаме. Тоа е таа основна култура што едноставно исчезна. Нема кој да ти ја пренесе. Самите родители не знаат. Зошто? Па затоа што не ги интересирало. Од родител на родител. Значи, строгата рака на родителот е многу често добра. Зашто? Па паметиш. Паметиш, не забораваш тоа. Така да, ние одиме на кај исчезнување. Што е најтрагично. Може би грубо звучи, може би лошо звучи, но е вистина. Свртете се околу себе. Дали некој ви кажува кога ќе поминете низ улица, поготово мало место или во вашето мало. Добро утро, добар ден, добро вечер, како сте? Како сте комшија? Дали сте добро? Знаеш? А да не зборуваме, ви треба некоја помош. Па бидете во автобус во Скопје, бре. Па тоа младиве седат, стариве стојат. Па знаете ли што е тоа? Па тоа е немање култура, основна култура, домашно воспитување нема. Треба да се чукнеме во глава малку. Ние се срамиме од своите опинци. Не можеш ти да ги избришеш опинците кога стоеле на нозете на дедо ти. Како ќе ги избришеш? Кажи ми, објасни ми, наместо да се гордееш. Како што јас се гордеам што мојот дедо умре со овците на 96 години. Ама стоел на нозе, знаел што сака во живот. Денеска што знаат? Ништо не знаат. Буквално ништо не знаат. Обседнати се. Еве, на примерот. Па никој нема да ви отвори на YouTube каде што пишува 1000 прегледи. Ќе отвори милион таму каде што пишува. Зошто? Па затоа што не е сигурен во себе. Туку сака да биде дел од маса. И така ние едноставно немаме, кога човек не е сигурен во себе. Па како јас ќе верувам во вас, ако јас не сум сигурен во себе? Се е тоа врзино коло. Кај нас е изгубена довербата во себе, наметнато е да немаш доверба во себе. Така да, дојдовме до тоа, да речем. Gledamo solzite topeći se, da se smej, kako zorite ne vode. Čekaj ga došla, tebe srce da umira. Čekaj ga došla, tebe srce da umira. Čekaj ga Во минатото многу често музиката била лек за душа. Народот точно знаел што прави и си ја лечел душата на еден начин преку текст или преку песна. Колку е здраво да се слуша музика, било од која сфера, секој за тоа што го занима, но што мислите вие, колку е здраво? Како прво, треба да се знае инспирацијата, пораката и се останато. Нашата традиција не е плачење. Нашата традиција е раскажување и кажувајќи го излезот. Знаете што е најтрагично? Кога денеска рок музиката всушност го кажува излезот, а турбо фолкот е плачи П. Да, на телевизија сме, значи, плачење. Значи, некои луѓето сакаат да се тешат, некој друг ги заебал, некој друг ги навредил, некој друг им направил ова, самите себе си го прават тоа. Ама во муабетот, леле, овој ми го направи ова, тоа све доаѓа од ова што нам ни се пласира. Најдете го излезот, побарајте го излезот, ако не послушајте нешто, може би ќе научите нешто повеќе. Многу интересно, многу едноставно е, само што ние не сакаме тоа да го прифатиме. Ние не сакаме тоа да го прифатиме. И што се развива на крај? Се развива онаа злоба. Злоба која се само расне. Она што ќе експлодира еден ден и кога ќе удриме таму каде што најмалку треба. Колку рок музиката има трансформација од минатото па ден денеска? Јас ја спомнав рок музиката како една дефиниција на познато. Например, бидејќи сум свесен
Поделбата на жанрови, на стилови и така натаму е всушност само раздвојување на луѓето во размислување. Не е сплотеност, туку разбивање на езгрото, значи на јадрото кое што треба да всушност размислува во права насока. И што се случува, значи, ние едноставно сме разнебитени помеѓу народно, джез, поп, рок, хеви метал, траш метал, да не набројувам, значи, се живо и диво, мислам. И јас поинаку размислувам. Мене или ми се допаѓа музика, или не ми се допаѓа музика. Доколку сакам нешто да елаборирам, ќе елаборирам зошто не ми се допаѓа музиката, зошто тоа го правам. Бидејќи сакам да слушам и да разберам тоа што сака авторот да каже или сака да ме наведе да размислувам. Значи, имаш добро и лошо. Толку е. Нема, за мене нема стилови. Така да, можеби не сум добар соговорник за таа тема. Која е вашата порака, еве, при крај сме за младите? Конкретно, светот останува на младите. Што е пораката, еве, од вас, совет, било што може да допре и да придонесе можеби некаква промена во нашето општество? За почеток нека комуницираат меѓусебно преку зборови. Значи, преку глас, а не преку чатови, како што ги нарекуваат и така натаму. Нека ги тргнат мобилните телефони, нека не наседнуваат на пропаганди, на било какви работи. Нема да станат подобри. Треба да разберат една работа, дека денеска YouTube или било кои овие канали што се монетаризираат, за некој да заработи нешто, треба да те привлече. Ќе те привлече он на било каков начин. Морковче ќе ти даде, ќе ти покажува морковче само да му дојдеш, за да заработи на тебе. Кои се пораките? Јас можам икс примери да кажувам, од исхрана, од ова, од она, од се живо, лаги, кои што младиве луѓе се залетуваат и се го пропустуваат како прво сопственото здравје, како физичко, така и психичко. Бидејќи се оно што се пласира, треба да се внимава, треба да слушаат дома. Доколку нивните родители не се заинтересирани за нив, нека прашаат баба, дедо, да разговараат со нив, да преземат некоја мудрост од нив, да им пренесат нешто, како можат они без тие додавки, значи без гледање, без ова, они се денеска луди, како што и моето предвидување. Идната наркоманија е во ChatGPT, GP како ги викаат тие. Зошто? Па тоа ќе ти се наплаќа утре. Знаете колку се луѓе болни само за да бидат нешто. Биди ти нешто за себе. Автоматски нешто ќе бидеш за другите. А не по секоја цена да бидеш за другите, а ништо за себе. Нема крај тоа. Се упропастуваат животи, се уништуваат животи, а не се свесни младите. Затоа е тој вознес. Но може би во мое време, или јас, како индивидуа, сум размислувал поинаку, сум ги гледал работите поинаку, сум сакал да продрам подлабоко во нив, да извлечам. Па што викаат денеска и второ мислење, и трето мислење, и четврто мислење, значи не сведување заклучоци туку така, туку едноставно истражувај. Истражувај, но не истражувај во глупости. Животот е толку убав, толку е широк, толку е прекрасен. Секој момент, ако отвориш очи околу себе, ти кажува еден нов момент. Не ти кажува интернетот, моментот, она што некој сака да те наведе, да те извлече, да извлече од тебе внимание за да он заработи. А ти да го прифатиш тоа како слеп за стап. Тоа е неразмислување, тоа е глупост, е мал израз, тоа е идиократизам. Толку. Може би ќе се сложите со мене, некако и искуството е слабо и кога доаѓа во пресрет на практика е, речиси, многу дно.
Што мислите во однос на искуствата, зошто младите не го живеат животот онака како што ти има дарби да го живеат и зошто еве се случува неискуството на само на лице место? Денеска младите мислат дека се знаат, а ништо не знаат. И уште помалку ќе знаат. Затварајќи се во себе, мислејќи дека они знаат преку тоа што виделе ваму таму. Не знаеш ништо. Доколку не се допреме, доколку не разговараме очи во очи, ние не можеме да се разбереме. Не можеме да се почувствуваме. Они не знаат што е тоа мирис. Не знаат што е тоа мирис. Мирис на жена, мирис на маж. Појма немаат. Они знаат само за дезодоранси. Значи, како мислат дека е тоа модерно? Знаете ли што е модерно? Јас баш во многу интервјуа велам. Модерното е трчање по вчера. Трчање по завчера. Не сваќаат дека тоа модерното им кажува дека они се на погрешен пат, купувајќи го тоа модерно. Или дека, еве, например, јас работам музика на компјутер, значи на опрема, дигитална опрема, сакам да кажам. Тоа не значи дека ти доколку купиш компјутер или дигитална опрема, ти знаеш музика да правиш. Доколку ти купиш најмодерен телефон, дека ти што ќе направиш со тој? Најбрз, најмодерен, види каков телефон имам, знаеш, мислам да ти купам, знаеш, мислам, тие глупости, пошто тие што помалку едните имаат такво, затоа што тато, мамо ги галат, им велат ти си најдобар, ти си ова, а од друга страна имаш луѓе кои што немаат толкава поддршка од дома, во смисол што они мислат дека материјалната поддршка е најбитна. Чекайте, бре, љубовта е најбитна. Се сакате ли, си помагате, а не се надпреварувате кој има поголем во смисолот. Значи, помагајте си, дружете се, гледате нешто да направите од својот живот. Здружете се, направете нешто убаво, засадете, направете го школото, да речеме. Било што факултетот нешто подобар. Факултетите во Скопје се уништуваат, бре. Кај се студентите? Школиве сигурно дека едноставно се пропаќаат. Кај се самите луѓе да иницираат? Мислам, тоа е тоа, јас, нема јас, ние сме. Ако се нарекуваме народ, тоа е мноштво. Не сум јас народ. Не си ти народ. Ние сме народ. Ама народ ќе бидеме само доколку комуницираме меѓусебно и си помагаме. И за крај само да ве прашам, а кога станува збор миграцијата и селувањето, што е актуелно за сега, дали со миграцијата исчезнува и македонската музика? Миграцијата е една многу деликатна тема. А дали нашата музика исчезнува? Гледайте, кога ви недостасуваат луѓе, ви недостасуваат квалитет, идеи, ви недостасува комуникација. Значи, комуникацијата е да размениме ние мислење. Кога се намалува можноста или бројот на луѓето со кои што можеш ти да размениш мислење, ти не си попаметен. Значи, ти недостасуваат уште размислување. Излегуваат квалитетни луѓе. Но, верувај ми, тие луѓе што остануваат, и тие што се талентирани, грубо ќе звучам, идиоти. Значи, не веруваат во себе. Не веруваат во... Еве ти пример. Значи, тоа е поради една сосема друга причина што е така дозволено, но луѓето повеќе одат на тезга отколку што сакаат да учествуваат во креативна музика. Што мислиш, зошто е тоа? Па нема регулатива во државата. Секој што сака, си зима нечие авторско дело, си свири, така, ќе си научи за 5 минути, 10 минути, ќе си научи и ќе се чатали пред некој друг. Извини, јас немам против, ама регулирај со закон. Плати си лиценца за година дена, дај ми листа на тие песни што сакаш да ги свириш, врз основа на тоа
ќе те чини и лиценцата, па крши глава. Иди на пазарот и бори се. Така. Таа лиценца на Западот е по неколку десетици, може би 100.000 евра. Знаејќи дека и кај нас едноставно се уништува авторската музика, со тоа што на црно веќе во Оптек се може би 15 на милиони евра годишно неоданочени. Бутни у джеб, бутни у джеб, бутни у джеб. Чекайте бе малце, а кај се авторите? И што правиме? Врзино коло. Значи, не е работата што излегуваат луѓето надвор. Работата е што нашите работи овде допринесуваат да луѓето си бегаат надвор. Со самиот, јас го кажав само еден пример од мојата бранша. Така да земете од бранша од XXX други работи. Значи, кај живееме? Ние сме баш и бозук. Знаеш, ако вака продолжиме, едноставно за 10 години можеме да си ставиме крст. Јас ви благодарам што одвоивте од вашето време еве за еден накус разговор со вас. Ми беше чест и се надевам дека ќе бидете и понатом инспирација за други млади идни генерации. Јас останува да ги поканам вашите гледачи на 21 декември со почеток од 20 часот во кафе Попај. За тие влюбеници во музиката, за тие што знаат да слушаат музика, другите не мора да доаѓаат, затоа што нека идат тамо турбо фолк и така натамо, не ми требаат тука. Значи, така да нек си уживаат и они, да се дружиме со тие луѓе што размислуваат, што и се надевам заедно ќе уживаме. Are you